Ова видео е спонзорирано од никој. Затоа subscribe и лайк да некој ме спонзорира. Источна Германија технички уште постои. Значи во 1990 година Источна Германија и Западна Германија се споија да направат државата Германија. Исто тоа, Источна Германија не постои. Ама ако беше така, немаше го гледавте видеово. Затоа во ова видео збориме за островот Ернст Талман, што е 15 км долг и 500 метри широк и се наоѓа на брегот на Куба. Сега, што има врска Источна Германија со Куба? Попорадно Источна Германија и Куба имале многу добри односи. И двете држави биле комунистички. И така, во 1972 година, Фидел Кастро, лидерот на Куба, отишол на посета во Источна Германија и за подарок за добрите односи, тој решил да им даде еден остров во Куба. Што е многу подобар подарок од колку што источно германците му нале на него, што било мече. И да, не се заебавам. И така, кога дошле германски политичари во Куба, Кастро му го сменил името на тој остров што им го дал од Кајо Бланка де Сур во Ернст Талман заради некој комунистички германец. И така островот стана попопуларен, како некои пејачи таму дошле да снимаат некој видео за музика. Но после малце време овој остров бил заборавен и никој више не го посетувал. И баш затоа што бил заборавен овој остров, кога се споиле Источна и Западна Германија, во никој документ не е спомнат овој остров. И затоа можеме да кажеме дека технички Источна Германија уште постои. Се надевам дека ви се допадна видеово, subscribe и лайк и се гледаме следно видео.